Почнува изградбата на рајски парк во аеродром. Експериментален проект кој на 9 хектари рај, како символика и противтежа на 9 круга од пеколот, ќе донесе мало парче од рајот на земјата. Се очекува во овој парк освен флора да има и фауна. Петар? Јована, токму така, во паркот ќе има разна вегетација, срни, мајмуни, пауни. Ова рајско парче ќе чини незначителни или, јас би рекол, смешни 15 милиони евра, а парите ќе ги даде Елем, што значи дека граѓаните во рајот ќе уживаат со туги пари. Повеќе за овој проект можеме да дознаеме од неговиот идеен творец Вања. Токму така се наоѓаме во паркот на рајот во аеродром и до нас се наоѓа Вања, кој што ќе ни објасни малку повеќе за овој проект. Добар ден. Како што кажавте, се наоѓаме во општина Аеродром, каде моментално се гради овој рајски парк наречен Рајска Македонија. И ние со овој проект сакаме Македонија не само метафорички, алузивно, инклузивно, како што вика, туку и буквално да ја претвориме во едно рајско место, еден рајски парк Македонија 2016. За паркот би сакал да кажам дека покрај фауна ќе содржи флора. Знаете, во Македонија имаме многу хиени, имаме овци, имаме говеда, имаме добиток, говеда невоспитане имаме, но сепак ние се одлучивме, бидејќи многу е поделена Македонија, знаете, и реакциите за овој парк беа доста поделени, се одлучивме да има помиролюбиви животни, односно флора, така да се изразам, па ќе имаме повеќе мајмуни, ќе имаме многу срни, елени, така да биде миролюбиво, да биде, како да кажем, посензуални животни. Таму на Чушот, на последна петка. Вчера прв пат слушам. Да, одлично, супер. За вампири стари како нас вака. Да. Ивица Куневски ќе прави зоолошка градина. А тоа може да има мајмуни, доста има и сега има мајмуна. Комарци има многу. Битно е тоа да се знае кои се папагалите во рајската градина што ќе живеат. Би додел некој слон. Лаво и тигро и не. Како и во секоја рајска градина, така и оваа треба да има свој Адам и Ева. За таа цел отворен е конкурс на кој треба да се пријават најповолни Адам и Ева. На тендерот се бараат млади луѓе, од кои машкиот примерок треба да е спремен да му биде извадено ребро од страна на броцошите од медицински факултет, а во оваа рајска градина нема да важат субвенциите за јаболка. Тендерот е отворен за сите кои се спремни да живеат во рајската градина, а постои можност да се снима реално шоу кое ќе биде посебно од реалното шоу наречено Македонија.